Токму така, ние сме сите Македонија. Почитувани, во наредниве минути ќе говориме за пописот, кој треба да започне утре 5 септември. На самиот почеток сакам да ви известам дека денешниот разговор ќе биде насочен кон нерезидентното население, кое е тесно поврзано со нас македонците, кои сме надвор од Македонија повеќе од 12 месеци и нема да кажуваме наши ставови за тоа дали во Македонија треба или не да се одржи пописот. Нема да говориме за тоа дали методологијата е правилна или не е и нема да сугерираме на никој дали треба да им отвори врата на попишувачите или не. Како што веќе рековме, утре треба да започне пописот во Македонија, кој попис според методологијата е поделен на два дела. Едниот дел го опфаќа резидентното население, односно македонците кои се во Македонија, а другиот дел го опфаќа нерезидентното население, во кој спаѓаме ние македонците кои се повеќе од 12 месеци надвор од Македонија. На оваа тема, поточно на тема нерезидентно население, ние во изминатиот период имаме доста говорено, но земајќи ја во предвид важноста и целта која што сакаме да ја постигнеме со дадената можност по електронски пат да се запишеме сите ние македонците кои сме надвор од Македонија повеќе од 12 месеци, сепак ќе констатирам дека недоволно посветуваме внимание. Нашиот став на повеќето од вас ви е познат и многу пати досега сме го кажале јавно. Еве сега ја користам приликата да го повторам нашиот став, а тоа е дека треба паметно и мудро да ја искористиме оваа дадена можност, нели? И истата да ја пренасочиме во наша корист. Кога велам во наша корист, мислам во корист на македонскиот народ. Во изминативе 10 месеци, па и година дена, откако почна да се зборува за пописот, па се до одлуката да се одложи и презакажи за сега во септември, сведоци сме на две работи кои сега сакам да ги потенцирам, а од кои работи треба да извлечеме поука и патогас, како понатака да го насочиме нашето делување. Едната работа е сплотеноста на албанскиот етникум во диаспората и силното лобирање на партиите од албанскиот политички блок во Македонија пред нивните во диаспората. Другата работа која што сакам да ја потенцирам и е многу болна за нас македонците е големата разединителност помеѓу нас македонците, односно македонскиот народ кој што се наоѓа во диаспората, која, нажалост, морам да констатирам дека беше и се уште е заведена од одреден број на лидери во заедницата каде што делуваат, а кои лидери, нажалост и разочарување, наивно наседнаа на пуштената кованица или, ако сакате, пуштениот наратив од власта во Македонија, дека нашите податоци ќе бидат злоупотребени. Кон ова мора да ги додадам и неагилноста, односно недоволното ангажирање, односно недоволната грижа за нас македонците во диаспората од страна на македонските политички партии. Пред неколку недели, почитувани, токму на ова ние говоревме овде на македонски корени и испративме јавна порака и покана до сите оние кои ја заговараат тезата за непријавување на овој попис да се јават и да се договориме за термин и нивно учество во емисијава, а со цел да ги спротиставиме аргументите и на тој начин да оставиме македонскиот народ кој е надвор од Македонија сам да се одлучи по кој пат ќе се определи. Нажалост, никој до овој момент не се одзва на нашата јавна покана. Да напоменам дека нашата покана се уште важи и останува отворена и понатаму. Денес во оваа емисија, почитувани, ние сакаме на некој начин да се преиспитаме во нашето размислување. За таа цел го поканивме господинот Механџијски Игор, кој одреден период се наоѓаше надвор од Македонија. Ако не се лажам, тој беше во Германија, но има посетено и неколку други држави каде што има македонци и на некој начин ја знае горе-долу ситуацијата со организираноста или неорганизираноста на македонците во диаспората. На наше задоволство ќе пробам да го приклучам господинот Механџијски овде во студиото на Македонски корени. Велам, Механџијски ја прифати нашата покана и еве денес ќе биде заедно со нас. Инаку господинот Механџијски од неодамна е и член од раководството на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН. Време е да му посакаме топло добре дојде. Господине Механџијски, добре дојдовте на Македонски корени. Поздрав Јон, поздрав Бети,
Добро утро и добар ден на сите ваши слушатели и гледачи на социјалните медиуми. Поздрав до сите македонци каде и да се во светот. Иако за прв пат сте на македонски корени, на нас ова не ни е прва средба, бидејќи пред известно време имавме можност и чест да се видиме и да разговараме за време на панел дискусиите Диаспората за македонските работи. Се надеваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас. Тука сум Јон да поразговараме и да ги расчистиме сите оние небулози или лажни информации кои што се шират низ социјалните медиуми посебно. Еве, официјално добро ви утро и од мене, господине Механџески. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана и не удостоивте нас, но и сите слушатели и гледачи на македонски корени. Благодарам, Бети. Механџески, приметивме дека бевте во студиската чекална на македонски корени малку порано и го следевте и разговорот со нашиот гостин, господинот Мартин Блажевски, но исто така верувам го слушнавте и нашиот вовед за денешната тема за која ќе разговараме со вас. Ајде за почеток да го слушнеме вашиот став за тоа дали треба да се пријавиме ние македонците од целиот свет или како што милуват да не наречат македонците од диаспората, или не треба да се пријавиме, односно само попишиме. Од вашиот одговор ќе зависи кон каде ќе го насочите денешниот разговор. Па према тоа, одговорот нека ви биде со само треба или не треба, за да можеме во понатамошниот разговор да го елаборираме. Во овој дел сакам да го кажете и вашиот став или мислење за тоа дали она што го разговаравме со господинот Блажевски на некој начин е поврзано со пописот и самопопишувањето. Благодарам, Бети. Да, треба, уште во самиот старт, кога разговарав со полно македонци надвор од Македонија, јас кажав дека за мене како македонец единствен начин за поубава Македонија е борба. Не смееме ние да се тргнеме на страна кога е во прашање Македонија на било кој начин. Ке кажам борба во 21 век, вие знаете што е демократска борба. Бидејќи живеете во демократски општества, за разлика од нас, кои според мене се уште учиме што е демократија. Го слушав вашиот соговорник претходно и не знам како да кажам, вие знаете дека во Македонија овој пат ние навистина имаме режим. Погледнете што ни се случува. Знаеме кој владее со Македонија и знаеме дека веќе сите не перцепираат во светот како држава со хибриден режим. Да ве потсетам дека главна приказна, ајде да кажам шарена лага, на овие кои што денеска се режим, а претходно не практикува власт во тоа време, им беше нели противувањето на иселување на младите. Тврдеа дека неаме убав живот, тврдеа дека имаме некаков вид на фалш управување и што направија? Претера. Видете, не донесоа до некое дно. Ние не ни сонувавме во Македонија дека вакво дно постои. Значи, ни обезличија татковината, ни осменија името, ни осменија уставот, не направија да ние македонците во Македонија не се чувствуваме дома. Значи, тоа е многу поразително. Што да кажем? Затоа имам борба. Затоа на нас не ни останува ништо друго освен борба за подобра Македонија. Да не заборавиме дека секој еден сносиме одговорност. Нарочито кога разговараме за младите македонци. Ние, повозрастните, треба да им покажеме на младите каков е всушност македонец. Каква крв тече низ нивните вени.
Ја мислам дека ние сме борци од векови. Значи ние сме поразиле и империи и сами со гордост можеме да кажеме дека сме се избориле за своја држава, нели? Лесно е. Треба само да застанеме и да се бориме. Затоа е тој, нели, македонски непокор. Затоа македонското име дури е посакувано од сите наши соседи и сите одоколу. Баш поради тоа. Затоа борба. Така. Господин Механичевски, ајде понатамошниот тек на разговорот да го насочиме на пописот, а ќе го поделиме на 3 сегменти. Прво ќе проговориме за проблемите и причината, а во вториот сегмент ќе говориме за целта која што сакаме да постигнеме, а третиот сегмент ќе го посветиме на начинот или патоказот за да успееме да стигнеме до посакуваната цел. Вие имате работено и надвор од Македонија, и исто така може да се каже дека доаѓате и од граѓанскиот и приватниот сектор, иако сега сте и активно вклучени во политиката. Земајќи го во предвид ова, но и она што ние го рековме во најавата, каде го гледате проблемот? Дали во наивноста на поединци кои слепо се заведени од една наменски пуштена мамка од страна на оваа власт дека ќе ни ги злоупотребат нашите податоци? Дали во недоволната доверба во политичките партии? Дали во недоволната заинтересираност на македонскиот политички блок за нас македонците од диаспората, или пак во неумешноста да се препознае големата слика? Па да, јас сепак ќе кажам, мислам наивност и неумешност. За жал. Значи, ќе кажам една работа. Јас 30 години се занимавам со тетовирање и сум артист. Шетам низ целиот свет. Секаде каде што сум отишол надвор од Македонија, прво и основно мое било дружење со македонците каде и да се. И јас знам за една приказна која што секаде, каде и да сум отишол, македонците ми ја повторуваат. А тоа е дека ние македонците надвор од Македонија сме дури и повеќе отколку што има македонци во Македонија. Кружат бројки од 1 милион, 2 милиони, 3 милиони, па дури 5 милиони македонци низ светот. Значи јас не знам, ние немаме никогаш немаме црно на бело направено колку тоа ние македонци сме низ светот. И мислам дека ова е шанса да видиме каде сме, колку сме и со какви човечки ресурси ние располагаме. Да видиме како може да ја помогнеме на својата татковина. Јон, Бети, значи ние, ајде еве, ќе се ставам и јас со вас, иако сум во Македонија, диаспората секогаш била позната по тоа што и помагала на својата татковина. Дури и порано, дури и пред 50-100 години, дури и во времето на Турско. Значи ние имаме секогаш луѓе кои што се иселувале надвор од Македонија. Мислам, оделе, работеле, се враќале и граделе и создавале внатре во своите родни места. Денеска повеќе остануваат надвор, отколку што се враќаат назад во Македонија. Тоа е поразително. Зошто ние да не знаеме каков капацитет на луѓе е надвор од Македонија? Зошто ние во Македонија да не знаеме од кого да побараме помош? Затоа зашто во диаспората јас не гледам луѓе кои што со тие што сум работел. Значи јас сум еден од основачите на Македонскиот национален совет во Европа и знам тогаш кога работевме во Германија посебно дека луѓето не сакаа да работат за Македонија поради некаква своја лична цел или добробит.
Значи, тие само сакаат да ја помогнат на татковината. Кога ние имаме такви расположени македонци кои што сакаат да ја помогнат на својата татковина, зошто да не ги привлечем? Зошто да не знаеме кои се, каде се и колку се? Јас затоа пак ќе кажам, Македонија мора да знае, мора да се преброи. Ние немаме од што да се плашиме, Јон. Не може да бидеме ние малцинство во својата татковина. Дури и како што сакаат да кажат дека ќе фалсификуваат, ќе изфингираат. Колку ќе не скратат? 1/3, 1/2, но секако сме повеќе. Само треба да знаеме колку сме и какви луѓе имаме на располагање за да можеме утре да создаваме поубава Македонија. Тоа е целта на пописот, според мене. Пред да проговориме за тоа на кој начин да ја постигнеме целта, би сакала да се задржиме прво на самата цел која што сакаме да ја постигнеме. Господине Механџиски, за оние кои се заведени, за оние кои не можат, не знаат, но и не сакаат да ја видат која е големата слика или народски кажано цел, која што треба да се постигне, ќе сакате ли да го пренесете и вашето видување, односно очекување од самопопишувањето на дијаспората? Што губиме, а што добиваме во овој процес? Кои се позитивните придобивки, а кои се евентуалните ризици? Се разбира доколку ги има. Јас искрено за дијаспората не гледам дека нешто би изгубила доколку би се попишала. Јас баш мислам дека само може да добие. Значи, ние имаме една ситуација на хаос. Од премногу вакви или такви информации, ние не знаеме кој е ред. Значи, што треба прво да се направи. Прво и основно. Затоа и мислам дека нема од што дијаспората да се плаши кога татковината нивна ќе знае кои си и каде се. Внимавајте, ние не сме македонци само денеска. Не сме македонци само за ова. Значи, ние и понатака ќе останеме македонци и ќе знаеме кој што и како направил, доколку некој се осуди да направи некакво фингирање, ќе сноси последици. Значи, на нас треба, посебно на дијаспората, треба да е целта да се стави на располагање на македонската држава. Да се стави на располагање за да ние знаеме со каква војска располагаме. Да знаеме битките следни што треба да ги извојуваме и да ги победиме, со каков капацитет располагаме за да ги добиеме. Уште една цел, спомнавте дека сум во раководството на Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН, ќе напомнам дека уште една е главна цел. Тоа е рушење на ова ненародна власт. Да се сруши овој хибриден режим. Многу е просто и не треба воопшто да не заведуваат со други приказни. Ние сме македонци, ние ќе застанеме цврсто, гордо, јако и ќе победиме. Тоа е наша генерацијска одговорност. Значи, ова на нас ни се случува. Ние ова го живееме. Не е ова привидно сценарио на некој холивудски филм. Значи, ние таа одговорност ја имаме и ние таа борба мора да ја добие. Господин Механџиски, ајде сега малку и да проговориме и за третиот сегмент, а тоа е начинот, односно патот, кој треба да го трасираме за да дојдеме до посакуваната цел. Досегашното искуство ни покажало дека и покрај тоа што мнозинството ја имаат истата желба и цел за да ја помогнат на Македонија и македонскиот народ, сепак морам да констатирам дека тешко стигаме до крајната цел. Према нас, неуспехот лежи во три главни причини.
Првата причина е неединството, односно разединетоста. Втората причина ја гледаме во недовербата и негрижата, и како трета причина е движењето по 1000 улици наместо по една, за да стигнеме до целта, и така движејќи се кон таа цел, секој по собствена улица, не можеме да стигнеме до таа посакувана цел, бидејќи сите се губиме во тие улици креирани од оние кои наумиле да ни ја снема Македонија и македонскиот народ. Господин Механџиски, како да стигнеме до целта? Кој имате ли лекот кој би ни го препишале за да се спасиме од самоуништувањето? Лек може би не, но можам да препорачам. Еве, добронамерно да порачам. Јас македонците надвор од Македонија, да не кажам, ги обожавам. Имам научено многу од нив за време на престојот било каде во светот. И знам дека имаат многу голем демократски капацитет. Знам дека постојат секаде и секакви клубови, организации, луѓе кои што се желни за работа за Македонија. Тие луѓе јас би препорачал, ете, и секогаш и така и сум правил и сум кажувал, сум мотивирал да се најде еден заеднички содржател. Граѓанските здруженија не можат, туку мораат да работат независно од политиките внатре во Македонија. Тоа е и силата на диаспората, затоа зашто нели спомнав претходно дека ние се уште сме во процес на учење на демократијата. Ако вие како наши браќа и сестри не научите на тој процес, зар можеме да имаме некоја добронамерност од некој странец да не научи без некоја нивна крајна цел? Не. Значи, ние мораме само да се договориме кој е нашиот заеднички содржател. Значи, мора да се договориме една по една точка како да ги работиме точките. Да ги работиме и да ги изработиме, да знаеме, не да закочиме. Знам многу процеси на многу организации кои што тргнале во некоја борба и закочиле поради секакви некои причини, затоа зашто 1, 2, 3, 5 нема да се согласат и станува на нашата македонска неорганизираност, да не кажам предавство. Ама не треба тоа да не обесхрабрува. Значи ние треба само да ја знаеме целта, да знаеме која организација за што е задолжена и што, се извинувам, треба да работи. Има во светот, ни светот многу способни македонци. Зошто да не се изорганизира поубаво? Јас знам, бидејќи бев дел, работев надвор од Македонија и знам дека соработката на татковината со диаспората не е на задоволително ниво. Но тоа не значи дека ние треба да се откажеме. Тоа не значи дека ние треба да престанеме да соработуваме и да работиме, да седнеме заедно. Мене многу ми причини големо задоволство кога со Ана Дуковска, да ја поздравам, го работевме оној проект за македонските работи, кога видов толку македонци од целиот свет што и сакаат добро на Македонија. Што сакаат да работат и да придонесат, за да можеме да го расчистиме овој хаос. Тоа е единствениот лек, тоа е единствениот начин. Да седнеме, да разговараме и да се договориме како да одиме напред. Задоволство беше и вашето учество во Македонски корени, господине Механџиски. Верувам и нашите слушатели го делат истото мислење со нас.
Со внимание ни слуша и разбра повеќе за значењето на попишувањето на нерезидентното население и колку е важно сите ние што сме надвор од Македонија да ја искористиме шансата да се попишеме на овој многу важен попис за обстојување како нација. Ви благодариме, посакуваме успех, делувајте каде можете за доброто на Македонија и секако ќе ви посакаме убав остаток од викендов. Пријатно до слушање и довидување во некоја наредна емисија на Македонски корен. Благодарам Јон, благодарам Бети за оваа можност. Се гледаме, се гледаме понатака. Секогаш Јон, рачунајте дека имате свој човек. Ви благодариме многу, пријатно и довидување, останување во контакт.